Почитувани пријатели на македонската историја и воопшто на светската, дојдовме до подкастот број 3. Благодарам досега за гледаноста. Сакам да ви кажам дека коментарите што ги оставате на Facebook и на YouTube со внимание ги читам, иако не ги коментирам, нели? Нормално дел од тие се наоѓаат во анализите кои ќе дојдат допрва или веќе се искоментирани од мене, меѓутоа во секој случај ми значат. По логиката на нештата, кој што реков, овој пат доаѓаме до Македонија во Втората светска војна и тука долго размислував за една работа. Имено пред негде 2 години, кога беше на фамозното интервју на Заев, кој беше нападнато доста сериозно во македонската јавност од разни структури, направив нешто како мој прв обид за подкаст. И сега, прислушувајќи го уште еднаш, сметам дека нема ништо што би додал и затоа овој пат единствено ќе ми дозволите како продолжение после воведот да го чуете уште еднаш тој мој прв обид за подкаст. Оние кои веќе го слушале може да се потсетат, а за оние кои сега прв пат го слушат ќе видат дека сум горе-доле досладен до она што го имав кажано претходно. Меѓутоа пред да го пуштиме тој подкаст кој ќе биде со малку поослабен квалитет, сакам да коментирам два настани кои се случија во последните денови во Република Македонија. Прво, тоа е настанот, поврзан со она што го кажам, тоа се настаните во Македонската православна црква и обидот да се симне, односно да се направи удар на владиката Партении, кој по редослед на сите црковни правила и редови треба да биде новиот Охридски митрополит. И практично обидот на една, не знам сега, можеби зборот пуч е многу тежок збор, ама сепак на непринципиелни односи во Македонската православна црква. Овие односи не се ништо друго, освен онаа продолжување на онаа што го толкував во мојот прв подкаст. Тоа е длабоката српска држава која командува, контролира и владее со Република Македонија во целиот општествен живот, па и во Македонската православна црква. Експонент на таа политика е владиката Петар, митрополит кој не се срами веќе во тој негов однос на србизирање на Македонската православна црква. Тој дури нема граници во неговиот јасен обид да ја србизира Македонската православна црква. Имаше на негово интервју кај што ни објаснува во неговата голема одбрана на палењето на гранчињата на Бадник и оправдувањето на тие гранчиња, тој ни се представи, дури ни објаснуваше религијата на поклониците на Сол Инвиктус, последниот римски култ кој се бореше против непобедливото сонце, кој се бореше против христијаните. Толку се занесе што на сонцето му даде идентитет затоа што тоа било поврзано со палењето на гранчиња. Понатаму оваа диверзија што ни ја направи со лажниот Томос кој дојде од Српската православна црква и до ден денеска македонската јавност практично е манипулирана, ние де факто сме одведени повторно на погрешен пат. И ние сега имаме повторно едно лажно признавање и се уште го немаме Томосот кој треба да го добиеме од Вселенската партијаршија.
И тука се нели тие битки меѓу владиката Партени и владиката Петар, само што жално е што длабоката држава не застанува на правата страна, туку застанува на лажната страна. Да не зборуваме за прогласување на светица на една монахиња која овде дојдена во Македонија исклучиво во функција на Српската православна црква и асимилацијата. Понатаму нели возобновањето на култот на владиката Велимирович, па мислам дека и црква ќе му градат негде во Прилепско, владика кој апсолутно е жесток во асимилацијата на македонскиот народ, и да не зборуваме за многу такви постапки кои се случуваат од негова страна. Значи, контролата на српската длабока држава во Македонија дивее на сите страни, вклучувајќи ја на тој начин и Македонската православна црква. Вториот момент кој сакам да го коментирам е едно интервју на главниот уредник на Канал 5 во неговата емисија во Кавга со Иван Мирчевски, каде што имаше покането еден професор од Америка, Иван Динев Ивановски, кој по потекло од Кукуш, потоа преселници, како многу егици што бегаат, имаме егици во Македонија, има така егици во Бугарија кои бегале, нели? Таму се многу поголем број на егиците, отколку што се во Македонија. Значи, од таму нели заминува во Америка, сега е, ако не се лажем, и член на МПО, меѓутоа тој е еден од оние карактеристични ликови кои во последните неколку години со многу бројни нели интервјуа се обидува да ги стопли односите меѓу Македонија и Бугарија и навистина во тој поглед на нашиот идентитет и јазик и сето тоа досега има едно барем 10 позитивни изјави кои едноставно треба да се радуваме што има такви луѓе кои треба да ги негуваме. За жал тој беше викнат таму да биде нели распарчан и она што беше затоа што на македонскиот нели антибугарски наратив не му одговара ни нели позитивни личности кои доаѓаат таму и во почетокот беше наведен еден разговор кој не знае човек дали да се смее, да плаче или што да прави, каде што Иван Мирчевски се подигруваше со трите имиња на Иван Динев Ивановски. Што е тоа третото име, тоа бугарско ли е, па и самиот тој го прогласи за тоа бугарски начин на представување на имињата, при што само зборува за ирационалноста на моронизмот на македонскиот, така да го наречеме лажен патриотизам и фалсификување на историјата, при што понекогаш толку се моронизираме што самите влегуваме во стапица нели нашиот најголем непријател. Имено тој подсмевајќи се на иронизирајќи со неговото нели тројно име Иван Динев Ивановски, заборави дека сите наши револуционери исто имали така три имиња. Тоа можеме многу лесно да го провериме, нели ако ги видиме нивните изводи или биографски податоци. Второ, тоа е една страна, значи практично де факто ние нели по умот на Иван Мирчевски треба да ги признаеме. Значи сега велиме дека и Гоце, и Даме, и Грче, и сите тие биле практично бугари, ако одиме по нивните презимења. Меѓутоа, таа дискусија ме потсети нели на исто така нели еден стар наратив кој тоа не е од вчера, туку многу одамна, нели со ов и еф завршувањето на крајот на преземењата и со денешното ски во Македонија, каде што нели самите нели велиме дека ски е македонско, а ако си на ов и на еф тоа е бугарско. И повторно во тој наратив ние забораваме дека исто така сите наши револуционери исто така ги имаат тие исти преземења, а да не забораваме и ден денеска дека една огромна маса на луѓе до ден денеска си го чуваат тоа ОФ и ЕФ на крајот на своите преземења.
Трето, кога сме кај тоа, ме подсетија нешто што одавна не сум се сетил, дека во Македонија исто имавме те презимења. Јас во основно и средно училиште, просто и не знам кога после тоа се изгуби, значи, јас имав 3 имења. И не само јас, сите деца имавме 3 имења. Јас бев, кога ме прозива, бев Лјупчо Томев Георгиевски. А и сите други деца беа со 3 презимења. Значи, некој, тоа значи се случувало негде после 80-та година, значи, не е ни 80-та, тоа е негде 83-84-та година, најверојатно решава дека тоа е многу опасно децата да имаат, односно луѓето, граѓаните на Македонија да имаат 3 имења, иако тоа е еден почит кон таткото, нели, кој ќе погледнете на детето, и едноставно, дали тоа со закон, дали судба, тоа е сменето. Така што, нели, нашите македонски парадокси, не можем да не ги завршим со уште еден парадокс на презимењата. Имено во диаспората, нели, кога оделе првите македонци, кои, нели, меѓу другото се декларирале за македонски бугари, во Македонската патриотска организација, своите завршилоци ги ставеле со ОФ. ОФ. Значи, Петров, нели, сега да не ги броиме, од типот на Петров, или нели сите нешто завршуваат на таков начин. Кога доаѓа македонската диаспора, новата македонска диаспора, 50-те, 60-те години, за да се разликуваат од нели, од тие македонци кои се веќе во Македонската патриотска организација, измислуваат дека треба ОВ. И сега, значи, тие македонци кои го имаат презимето со Ф, ОВ, ги посочуваат дека се бугарски, дека се бугари, а за да бидеш прав македонец треба да бидеш со ОВ. И така на македонскиот лажен национализам навистина му нема крај. Така што бев инспириран за овие два кратки коментари, а сега ве повикувам, ве поканувам да го гледате третиот подкаст и понатаму продолжуваме со македонските теми. Најпрви добар ден и на самиот почеток да кажам дека ова ми е прв пат на ваков начин да се обраќам на јавноста за да споделам одреден мој став. А директна провокација е изјавата на премиерот Заев за бришење на зборот бугарски фашистички окупатор од учебниците и од дел спомениците и музеите во нашата држава. Поточно не неговата изјава, колку нападите кои следија после тоа од најразлични историчари, политичари, и покрај тоа што ова тема е доста нова, сите мораме да се подсетиме дека таа трае веќе неколку месеци во македонската јавност и нели бранува. Па еве да го споделам моето мислење и мојот став по тоа прашање, можеби на некој ќе му објаснам некои работи, на некој ќе ги комплицирам. Во секој случај, тоа се мои ставови и имам чувство дека треба да ги споделам. Зборот бугарска фашистичка окупација. Дали Македонија била во Втората светска војна под бугарска фашистичка окупација? Проблемот ќе го поделам на два дела. Прво, окупација. Ако го погледнеме правниот термин, што значи окупација, тоа е освојување со војни сила делови од суверена држава на една држава во друга држава, и ако ги погледнеме сите меѓународни норми кои важеле дотогаш на меѓународен план, без сомнение е окупација.
Прво тој термин се користи од самите бугарски службеници и власти во тоа време и тие активно зборуваат за бугарски окупациони сили на територијата на бивша Југославија. Второ, ако погледнеме меѓународниот ред кој функционирал во тоа време и најнакрај ако ги погледнеме и самите договори во кои Бугарија дали со сила, дали доброволно влегувала во периодот меѓу двете светски војни, а тоа е Нејскиот договор како дел од Версајскиот договор, со кој Бугарија го признава правото на сувереност на Југославија на териториите на Македонија и на делови од Јужна Србија. Понатаму, тука има уште некои индикативни договори, да речеме, ми се чини 23-та година, кога Стамболиски, како премиер на владата на Бугарија, подпишува со тогашниот српски власти, исто така договор со кој се признава сувереноста на Југославија, после тоа е убиен од страна на пучистите во кои учествува и ВМРО. 34-та година после забраната на ВМРО, повторно доаѓа влада во Бугарија која повторно ушеднаш ги обновува тие договори со Југославија и на некој индиректен начин и директен начин го признава суверенитетот на Југославија. И конечно тоа е самото влегување на Бугарија во Тројниот пакт, односно подпишувањето на Тројниот пакт. Малку ќе се зачудите за тоа прашање, зошто тоа значи признавање на сувереност на Југославија, но кон тоа прашање ќе се навратам малку подоцна. Значи, од тој аспект, без сомнение се работи за окупација во полната смисла на зборот. Сега, вториот дел, фашистичка или профашистичка, дали Бугарија во периодот 41-45 година е фашистичка земја, кога ги гледаме бугарските историчари, тие го изнесуваат ставот дека Бугарија никогаш формално немала фашистичко управување, самата држава ја признава дека била авторитарна, меѓутоа фашистичкиот систем како систем никогаш не го прифатиле како таков и тој е аргументот зошто не сакаат да бидат наречени фашисти. Тука има формално правно вистина на нивна страна, меѓутоа од друга страна пак ние знаеме дека ако гледаме чисто технички, ако гледаме чисто формално, тогаш освен режимот на Мусолини, ни еден друг режим не можеме да го наречеме пак фашистички. Дори ни самиот Хитлер по тој основ нема да може да биде наречен фашист, затоа што сите знаеме дека неговата партија се викала Национал-социјалистичка работничка партија. Значи, да не зборуваме за сите други партии кои владееле во така наречените земји сателити на Тројниот пакт, Унгарија, Словачка, Романија, практично никаде нема Хрватска, нема нигде директно изречито фашистички системи, туку сето тоа се некои варијации на некакви авторитативни режими. И во таа насока сега се поставува едно малку филозофско прашање и меѓу правно формално и филозофско прашање. Да, ниедно тие не се формално фашистички држави, меѓутоа знаеме дека од пропагандата која произлегува од самата Втора светска војна, која ја носеле главно нивните непријатели комунистите, сите тие земји биле нарекувани фашистички. Конечно, во таа насока мораме да кажеме дека има еден многу сериозен правен аргумент на Париската конференција после Втората светска војна, мислам че 46-47 година,
Има земји кои биле од едната страна, значи земји кои се бореле против фашистичкиот блок, и имале земји кои биле осудувани, кои биле сојузници на фашистичкиот блок. Така што по тој услов, ако го разгледаме на некој начин, сепак Бугарија влегува во тој блок на профашистички земји од целиот тој период. Меѓутоа, без сомнение, тука сега имаме го имаме прашање и на методите, ги имаме многу други прашања, да речеме, кои можеме филозофски, правно, технички да ги разгледуваме. Меѓутоа, ако ја погледнеме таа Париска мировна конференција, релативно е јасно кои земји се од едната страна, односно како антифашистички земји, и од другата страна земјите кои биле осудувани да плаќаат војни оштети, репарации, многу нив со сериозни територијални последици, односно така наречените профашистички земји. Тоа е така, како да кажам, една правна рамка на проблематиката. Меѓутоа, сега има тука и една друга работа во овој притисок кој доаѓа од страна на бугарската историографија. Дали Македонија треба да го употребува зборот фашистичка Бугарија или профашистичка Бугарија? Не можеме да не се повикам и на самата состојба внатре во Бугарија и нивниот начин на третирање на оваа проблематика. Имено, ако се погледне целата реторика на Бугарската комунистичка партија од времето на Ѓорги Димитров и тој период таму после 45-та година и долги децении после тоа, ќе видиме дека во самата бугарска реторика зборот монархофашисти, фашистички власти, профашистички власти е многу активен збор и едноставно имам чувство дека таа идеолошка голема поделба си постои во самата Бугарија. Меѓутоа, на страна историските книги, јас сум доста активен следач на еден сајт во соседна Бугарија, се нарекува Поглед Инфо, кој носи многу сериозни геополитички анализи, така ми е интересен за читање. Меѓутоа, таму досега сум сретнал барем, тој е активен сајт кој во моментот излегува во соседна Бугарија, барем едно 15-тина автори кои, анализирајќи ја состојбата во Бугарија 41-45 година, зборуваат исто така за бугарски фашисти, зборуваат за фашистичка власт во Бугарија, за фашистички методи на властите во Бугарија 45 година и едноставно активно го употребуваат зборот фашисти. Посебно во таа насока е интересен еден колумнист, ми се чини Христо Ѓоргиев, кој толку живо зборува и пишува барем еднаш неделно за бугарските фашисти, како не бива сега да е 45-та година, и тој има намера да ги просветли бугарските маси кои се фашисти во Бугарија. И сега, што ми е прашањето, односно што ми е одговорот, не ми е јасно како бугарската историографија до ден денеска самата нема расчистено со бугарскиот фашизам во наводници или во ненаводници. Таа терминологија е активна во самата Бугарија денеска, а да речеме тоа го поставуваат прашање како клучно во поглед на прашањата дали Македонија ќе оди напред или нема да оди напред, дали ќе има вето или нема да има вето. Значи, многу кратко и многу едноставно, без сомнение, она што се случило од страна на Бугарија, врз нејзиниот сосед
Југославија или Македонија може на некој начин да се нарече бугарска фашистичка окупација и да не се сгреши. Сега, тоа е како основа, како еден почеток на дискусијата. Меѓутоа, од тука почнуваат сега да произлегуваат многуте прашања. Многуте прашања и многуте подпрашања кои македонската историографија ниту се обидува да ги реформира, ниту се обидува да ги смени, ниту се обидува да даде нов начин на читање, туку имаме една закоравена позиција која произлегува од длабокиот југословенски комунизам и едноставно живее во стаклено звонче. Сега, кои се тие моменти? Прво, кога зборуваме за оваа прашање да се избрише бугарски фашистички окупатор, мораме да кажеме дека во него нема ништо страшно по македонскиот идентитет. Зошто да го нагласувам тоа? Затоа што секогаш кога се разговара за ова подобрување на односите и за некои реформи што треба да се направат во историографијата на Македонија и Бугарија, во Македонија се појавуваат десетици и десетици структури кои велат ова е директен удар врз нашиот идентитет, ова ќе ни го промени идентитетот. Значи, прашањето дали ќе ги викаме фашистички окупатори или бугарско-фашистички окупатори или луѓе или структури кои биле профашистички ориентирани, нема ништо врска со македонскиот идентитет, тоа е исклучиво идеолошки поглед на некои работи. И повторно е интересно и покрај тоа што, да речеме, не правиме никаква жртва по идентитетот на македонскиот народ, ние наидуваме на десетици и десетици противници кои влегуваат во битката да го запрат процесот на зближување со соседна Бугарија. Вториот момент е моментот што денес како ја погледнеме реториката низ цела Европа, после повојна Европа, ќе видиме дека етничката компонента на фашизмот сегде се брише и се става на страна и да речеме во една Франција кога се зборува за агресијата на Германија, се зборува за Хитлеровите фашисти, дури не се употребува зборот германци, и се избегнува да се поистовети еден народ со фашизам. Во таа насока, мислам дека Бугарија дори има и добра основа ако ги поистоветуваме со идеологиите, да ги поистоветиме повеќе со комунисти отколку со фашисти, затоа што ние забораваме дека меѓу двете светски војни Бугарската комунистичка партија е една од најрадикалните и една од најактивните комунистички партии. Бугарската комунистичка партија е ретка партија која извала комунистичко востание. 1923 година е изведено бугарско комунистичко востание, со што ретко која држава во Европа може да се попари. 1925-26 година во Бугарија е направен најголемиот комунистички атентат во црквата Света Недела, кај што се убиени 230-240 луѓе на бугарската елита, да не зборуваме за десетици и десетици одделни терористички акти кои се правени со комунистичка позадина, а да не зборуваме дека и главни лидери на Коминтерната и на комунистичката интернационала скоро над 20 на години се двајца бугарски интернационални комунисти, тоа се Васил Коларов и Ѓорги Димитров. Да не зборуваме за фактот дека барем една четвртина, ако не и малку повеќе од целото раководство на Коминтерната и управувањето со Коминтерната меѓу двете светски војни беше во рацете на бугарските комунисти. Значи, ако лепиме етнички етикети со идеолошки етикети, без сомнение на бугарскиот народ може да му се залепи многу повеќе етикетата дека е комунистички расположен, колку што е фашистички расположен. Меѓутоа,
доаѓаме повторно до таа дискусија дека денеска ретко која држава во светот и се префрала дека е фашистичка, и токму тука е нашиот проблем, што некако зборот бугарски фашистички окупатор стана како синоним за бугарскиот народ. Тоа го слушаме од 45-та година, а за жал не е прекинато ни до ден денеска. И сега тоа е очигледно кој проблем постои и кој треба да го реши македонската денешна политичка и интелектуална елита, не само заради нашиот напредок према Европа, туку и заради нашиот цивилизацијски односи на решавање на проблемите. Конечно, дека е тоа така, ние доволно е да го погледнеме само тој краток период од 41-45 година и значи доаѓаме до заклучок дека Македонија е била окупирана во тоа време од Италија, од Германија, индиректно од Бугарија и индиректно од Албанија. И до ден денеска ние гледаме дека за ниеден од тие други entiteti, ретко негде ќе сретнете германски фашистички окупатор, италијански фашистички окупатор, уште помалку албански фашистички окупатор, затоа што градиме со албанците нели сожителство, и во интерес на таа нели нова цивилизацијска норма и реторика не ги употребуваме тие зборови, а факт е дека единствено, убедливо и без проблем и постојано бугарски фашистички окупатор максимално се употребува во нашата реторика. Вториот момент сега малку навлегува во една сфера на компарација. Тоа е моментот кога зборуваме бугарски фашистички окупатор, значи кога зборуваме за тој дел на окупатор, некако подзабораваме една работа од страна на македонските национални интереси, од страна на македонскиот идентитет, од страна на одбраната на нашите македонски интереси. На мене морам да ја кажам, не само што ме иритира, туку и ме згрозува амнезијата со која влегуваме во целата таа ситуација. Значи, кога го употребуваме зборот бугарска окупација, ние автоматски во истиот момент, како да подразбираме дека ние до тој момент сме си биле една слободна држава, еден слободен народ, и одеднаш доаѓа еден бугарски окупатор кој ни ја зема таа слобода. И така едно, како во еден колективен договор на едно, да речеме, на една колективна амнезија, забораваме дека пред тој бугарски окупатор во Македонија постои српски окупатор или југословенски окупатор, или еве да бидам согласно со цивилизацијските норми, под окупација на српскиот крал Караџорџевиќ. Значи, таа 23 годишна окупација на југословенскиот кралски двор одеднаш колективно, како политичка елита, како интелектуална елита, како историографска елита, го забораваме како да не постои и се однесуваме како да сме паднати од Марс и дискутираме жестоко за бугарската окупација. Тоа е сега по повод изјавата на Заев, меѓутоа темата е актуелна барем половина година наназад. Од сите тие силни бранители на зборот фашистичка бугарска окупација, како тоа ни еден не каже дека претходно сме биле под српска окупација? Нема да ја наречам фашистичка, затоа што таа не била фашистичка, меѓутоа била диктатура, и тоа многу силна диктатура.
Па зарем толку брзо заборавивме дека во југословенската историографија комунистичка учевме дека Југославија се нарекувала зандана на народите, зарем заборавивме за шестојанорската диктатура, зарем заборавивме за масакрите на македонците во таа југословенска диктатура. И тука не можам за накратко да направам едно прашање, а да си не правиме на компарација и да ги компарираме 23 години на Македонија под окупација на Караџорџевиќ, 4 години под окупација на цар Борис и да речеме првите 5 години под окупација на Јосип Броз Тито и да направиме анализа на број на жртви. Колку жртви македонците имаат дадено во времето на Караџорџева Југославија, во времето на цар Борисова Бугарија и во времето, да речеме, на Титова Југославија. Јас ви убедувам, не е тоа тема, меѓутоа некојаш и друг пат ќе отвори. Мислам, тоа е тема, меѓутоа не сакам да влегувам многу во големи детални горки, меѓутоа јас ви уверувам дека нема лесно, не многу тешко да ни биде да утврдиме дека ако се иземат оние 7.000 евреи кои нацистичката политика на Хитлер ги носи од Македонија, дека другите бројки јасно зборуваат дека македонците под бугарската фашистичка окупација имаат дадено најмалку жртви и тоа е многу лесно споредлива бројка. Ако направиме една анализа на тие три периоди, ние многу јасно ќе видиме дека македонците давали многу посилни отпори за кои сме заборавиле. И сега одеднаш ние, значи, станува збор тука сега и за жртвите. Македонија, гледам, ги заборава сите жртви што ги дава. Ги забораваме жртвите во Османлиската империја и сите маки што сме ги видели, денеска со Турција сме најголеми пријатели. Ги забораваме жртвите што сме ги дале од грците и денеска повторно сме големи пријатели со грците. Ги забораваме жртвите од српската Караџорџева окупација и со нив сме најголеми пријатели. Да не зборуваме за жртвите што сме ги дале под Титовата окупација, затоа што тоа се ни жестоки репресалии за кои не сакаме да зборуваме, а Титовото време го гледаме само во една романтика. Конечно, ако сакате малку да одиме и понатаму, ги забораваме и жртвите од албанците, најпрвен како балисти во Втората светска војна, затоа што има неколку масакри кои се случувале, да речеме, кои се случувале во Западна Македонија, многу тешки масакри, а денеска заради мир во куќа не ги спомнуваме тие масакри. И конечно, забораваме дека само пред 10 години имавме жестоки конфликти со албанците, во кои загина стотина македонци. Денеска не само што ги заборавивме тие жртви, туку тие што ги убиваат тие луѓе се дел од нашите институции и од нашата власт во Република Македонија. Настаните во Куманово можеме имплицитно да ги закачиме на Косово, на косоварите, на косовската политика. И тие жртви пред неколку години што ни се случија без проблем ги забораваме. Значи, ние сме една нација која сите жртви ги заборава без проблем, да не забораваме германските жртви. Во Втората светска војна има негде 400-500 луѓе убиено во пресметка со германците или со стреляње на германците. Речеме, морам да ви кажам еден настан. Мојот дедо по мајка е стрелан во група од 9 или 10 луѓе во Берово. До ден денеска во Берово нема ни една плоча на која ќе пишува овде германскиот фашистички окупатор стрела 10 луѓе, невини луѓе. Мојата мајка на 8 години останала сираче со 4 браќа. И живеала тежок живот во тој период, нели? Меѓутоа такви масакри има и на друго место.
Значи, нема германски фашистички окупатор, нема албански фашистички, балистички фашистички окупатор, нема италијански фашистички окупатор, има исклучиво бугарски фашистички окупатор. И сега, нели, во последните 6 месеци гледаме се јавува, не знам, внуката на Корчагин, внуката на оној, внуката на оној. Јас никогаш нема да заборавам, дедо ми го стрела бугарските фашисти, овој го стрела на друг начин. Да, во Втората светска војна очигледно и се гинело, тоа не е спорно, и некој треба да се сноси морални последици, правни, веќе е завршено времето, ама морални последици да, за тие жртви што се давани. Меѓутоа, тука е прашањето и на заборавот и на простувањето. Јас овие други македонски жртви не ги спомнувам за да ги памтиме и за да им се светиме. Туку напротив, ги спомнувам како одеднаш македонската денешна историографија е толку широка, толку простува за сите мачења што сме ги имале од турци, грци, срби, албанци и да не ги бројам другите, се имаме заборавено, немаме проблем во нашата мисла за тие жртви, а единствено Титовите жртви, значи за Титовите жртви па воопшто не сакаме и да дискутираме, нели? И јадници луѓе имаат загинато од Титовиот режим, за кој не сакаме уште темата да ја отвориме на тие масакри. Значи, сите тие жртви, без проблем, ги ставаме под маса, покажуваме великодушие, ама кога ќе стане збор за жртвите од бугарските фашисти, никако не дозволуваме тие жртви да бидат заборавени, мора за секоја жртва да има споменик, мора постојано да се одбележуваат тие настани и едноставно мора тоа да остане врежано во главата на секој човек. И токму тука е таа некоректност што ние како држава и за жал како нација имаме проблем да ја решиме. Сега, значи тоа што треба да го направиме е токму тоа. Да имаме еднаков аршин за сите. Не може периодот од Првата светска војна до Втората светска војна, односно нашата окупација под српскиот крал да го нарекуваме во нашите учебници Македонија меѓу двете светски војни, а пак нашата окупација во Втората светска војна, нашиот период во Втората светска војна да го нарекуваме бугарска фашистичка окупација. Тука е проблемот кој очигледно ќе треба да си го решиме заради нас самите. Конечно, сега тука доаѓаме малку и до некои технички елементи кои некако и од едната и од другата страна се закоравени и не сакаме да ги дискутираме. Јас најправим ќе спомнам една митологија, односно ќе се обидам да разбијам неколку митологии. Првата митологија е дека Бугарија влегла во Втората светска војна, го подпишала Тројниот пакт заради да ја добие територијата на денешна Македонија, Вардарска Македонија. И најлоши се тие митологии кои од многу страни истото го тврдат. Таа теза им одговара на бугарските десничари, затоа што со тоа што покажуваат патриотизам. Им одговара на бугарските комунисти, затоа што покажуваат како бил великобугарскиот шовинизам. И одговара на Југославија, на југословенските комунисти, затоа што на тој начин ја покажуваат окупаторскиот лик на Бугарија. И на македонските комунисти им одговара таа приказна. Реалноста, ако ја погледнеме, што зборува? Реалноста зборува дека Бугарија, кога на 20 март 1941 година го подпишува незиното влегување во Тројниот пакт, таа што подпишува? Подпишува дека го гарантира суверенитетот на Југославија, на кралска Југославија, и дека единствено што ќе го добие тоа е еден простор
меѓу реката Струма и реката Места во денешна Грција, што би се рекло еден многу минимален дел од Македонија. Што значи дека, за жал на бугарските десничари и на бугарските комунисти, може би не толку на бугарските комунисти, ама на оние кои се десница во Бугарија, ние сме сведоци дека со влегувањето на Бугарија во Тројниот пакт на 20 март 1941 година, Бугарија уште еднаш ја предава Македонија и интересот е двоен, или големото германофилство на цар Борис, или големиот страв, може би и комбинација, затоа што тогаш веќе Бугарија е веќе на романската граница и едноставно има намера да оди према Грција, каде што сака да го задаши грчкото востание. И може би стравот бил голем, меѓутоа, како и да е, сигурно не бил патриотизмот према Македонија. Не само што имаме ние со тој пристап на Бугарија кон Тројниот пакт, подпишување, нешто не имаме патриотизам према Македонија, туку имаме предавство на Македонија. И тоа ќе мора бугарската современа историографија да си го признае во еден момент. Вториот момент е, сега, како нус појава на тоа, тоа се случува, ми се чини, на 1 март Бугарија го склучува договорот за пактот, а српската влада, односно југословенската влада, на 20 март на тајна седница го потврдува пактот, а на 25 март го објавува. Она што е многу интересно, Кралска Југославија добива многу повеќе отколку што било која земја која претходно влегла во Тројниот пакт. Кралска Југославија добива гаранција за нејзиниот суверенитет кој претходно бил оспорен буквално од сите соседи. Од Италија, од Австрија, од Германија, од Унгарија, од Руманија, од Бугарија. Значи, добива гаранции за нејзиниот суверенитет, добива договор кој просто денеска ни еден пакт, ни еден воен договор не го нуди, дека од Бугарија, од Југославија не се бара никаква учество со војни сили во војната, не се бара дури ни дозвола за премин на фашистичките сили, на германските фашистички сили низ Југославија. И што е најинтересно, за возрат на тоа ја добива и Македонија која останала во Грција заедно со пристаништето Солун. Јас сум многу среќен што српскиот инат, подкрепан со британските служби, го прават бунтот на 27 март и на тој начин Југославија излегува од Тројниот пакт, Германија ја напаѓа и ја растура Југославија. Инаку не сакам ни да размислувам што ќе се случише ако србите во тој момент ја сватија мудроста на можеби нивниот најголем политичар кнезот Павле и го продолжија Тројниот пакт. Само една кратка варијација што би било кога би било. Без сомнение за месец дена ќе ја добија и Егејска Македонија и практично 80% од цела Македонија ќе беше српска. Најверојатно ќе има еден простор негде до 43 година до падот на Италија, кога ќе капитулираше Италија, да се прешалтуваат на другата страна воопшто нечепнати и неразорени. И на тој начин македонците денеска ќе беа веќе дефинитивно јужносрбијанци, а Бугарија ќе немаше никаков проблем очигледно тогаш со денешните македонци. За среќа, големиот српски инат и, како што реков, помошта на британските војни служби ја тргна патот на историјата во сосема друг пат, така што денеска и ние можеме да се радуваме на самостојна Македонија. Значи, тоа е почеток во делот тоа демитологизација на таа Втора светска војна.
Сега доаѓаме до самата Македонија. Македонската историографија, за жал, до ден денеска не може да се ослободи од големото прашање дека македонскиот народ антифашистичката војна ја прегарнал со сета сила и влегол масовно во борба против фашистичките окупатори од сите бои и на тој начин, нели, сме го покажале нашиот антихитлеровски, антифашистички, антибугарски, не знам каков дух. За жал, тука се уште не можеме да зборуваме и не сакаме да ја погледнеме во реалноста, а таа реалност горе-доле изгледа вака. 41 година, кога влегуваат прво германските, а потоа и бугарските сили, Македонија масовно во сите градови, во сите села, излегува да ги пречека бугарските фашистички окупатори со цвеќиња и со радост. Значи, има многу слики, има многу филмови, а конечно имате и баби и дедовци кои можете да ги прашате дали е тоа така или не е така. И во таа насока има тука сега многу нераскажани приказни кои ние ги криеме, ги фалсификуваме и не сакаме да ги дискутираме. А имено, еве, ќе направам неколку од тие приказни. Најпрвен, во сите градови се формирале акциони комитети за пречек на бугарските сили и, еве, ве упатувам да ги поразгледате архивите, да погледнете во секој град кои се тие луѓе кои ги пречекувале бугарите 41 година. Јас само да ви кажам на почеток, немам никаква историска опашка, затоа што, веќе ви кажав, мојот дедо по мајка е убиен стрелан од германците, а пак мојот дедо по татко бил српски джандар, така што си бил отворен србоман во тоа време, зашто сум зборувал многу пати. Меѓутоа, многу од вас кои денеска се правите македонски патриоти, не е лошо да се прераспитате малку семејната историја и да видите каде бил дедови или прадедови во времето на 41 година. И кога ќе ги погледнете тие акциони комитети, ќе се изненадите колку се луѓе, видни и познати луѓе, биле учесници во тие акциони комитети. Неодамна излезе една таква листа на акциониот комитет во Штип и тамо го видовме дедоми на големиот патриот Никола Груевски и Саша Мијалков, кај што бил дел од тој акциони комитети, а тамо видов и уште едно име, името на првиот, ако не се лажам, архиепископ во независна Македонија, дедо Михаил, исто така активен член на акционите клубови кои го дочекувале бугарите како посебен одбор на институционална власт. Втората димензија, односно има многу прашања кои сакам да ги отворам за таа окупација, ако ние упорно ги криеме и упорно ги молчиме, тоа е моментот на самото рушење на на кралска Југославија, во рамките на деновите после 6 април, во рамките на југословенската армија кралска се наше негде меѓу 25 до 30 илјади активни и мобилизирани македонци во кралската армија, кои били мобилизирани да ја чекаат германскиот напад. После распадот на кралската Југославија, сите срби, војни заробеници, биле транспортирани во логори и од тука носени во Германија и во Италија
во војни логори, не концентрациони логори, затоа што тие биле според Женевската конвенција, меѓутоа во тешки војни логори, рудници, тешка индустрија и според некои мои податоци половината од тие, ако не и повеќе, се немаат вратено назад. Што се случува со македонските војници мобилизирани во Кралската Југославија? Значи се случуваат вакви настани. Во самите денови на распадот на Југославија, во самите градови во Македонија, војните заробеници биле собирани во градските касарни и тука биле поставувани прашањата. Ако си србин, те носат на воз и во логор, ако си хрват, те пуштаат да си заминеш, и ако си бугарин, исто така те пуштаат да си заминеш. Значи, јас за тој настан знам и од книгите што ги читам, литературата што постои, меѓутоа го знам и од фамилиарната приказна, затоа што пак сестра ми на мојата баба во тоа време оженат за еден српски учител во Делчево, Ранчич, со потекло од Ниш, каде што тука во центарот на градот целата фамилија му вика: кажи си дека си бугарин, кажи дека си бугарин, ќе те ослободат. Локалната власт, која веќе е составена од делчевци, исто дава согласност дека ќе направат една оставка за него, меѓутоа тој српски националист кажува: не, јас не сум бугарин, јас сум србин, го земат и го носат во рудник негде во Германија. И знам подоцна, бев малку, а се собиравме на тие фамилиарни собери, кој за што зборуваше? Тој зборуваше за неговите тешки маки, тој еден беше од преживјаните, за неговите тешки маки во тие германски рудници. Сега, за тој настан пишува и Стојан Андов во неговите книги, и тој што кажува, вика: татко ми беше, вика, мобилизиран и вика во Кавадарци, вика, кога се распадна Југословенската армија, само кажал дека не е србин и бугарите го пуштија. И повторно доаѓаме до таа многу наша голема желба за мистифицирање на историјата, затоа што историјата многу јасно зборува дека една бројка од 25 до 30.000 македонци во тој момент се декларира дека се бугари само за да не одат во германските затвори во Германија. А она што е поинтересно, да речеме некои кои биле во Словенија или во Хрватска, тие се прибрани во логори и подоцна цела година трајат бугарските експедиции, каде што одат и во самите логори ги прашуваат и ги ослободуваат од логорите и ги враќаат назад. И сега, нашиот славен генерал Михајло Апостолски, како југословенски старешина, ми се чини негде во Италија е во некој логор. И сега, одговорете си го на прашањето како од логор во Италија, како воен заробеник, го ослободуваат и од таму доаѓа на работа во Софија до 1942 година. Одговорот е многу јасен. Меѓутоа, едно знам, дека јас до сега не сум видел изјава на македонец кој бил резервист во Кралска Југославија, дека бил заробеник во германските војни логори, затоа што бил достоинствен и не кажал дека е македонски бугарин. Значи, ние тука имаме, да речеме, еден почеток кој технички го премолчуваме, меѓутоа, значи, спасна едно 25.000 до 30.000 луѓе. Одиме понатаму. Се формира власта на бугарскиот фашистички окупатор во Македонија и сега тука одеднаш не можеме да направиме една разлика со претходната пак власт во српската кралска окупација на Македонија.
За разлика од српската окупација кралска, кога целата администрација доаѓа од Србија, ние имаме една ситуација кај што целата локална власт, со исклучок на генерали, полициски некои началници и сето тоа, кои повторно се гледало да бидат македонци, меѓутоа македонци кои претходно заминале во Бугарија, целата друга локална власт е направена од македонци. И повторно доаѓаме до прашањето каде беа македонските антифашисти во периодот 41-45 година. И повторно не треба да филозофираме многу, да погледнеме и да се запрашаме дали во архивите или кај постарите, кој беше градоначалник на Скопје во времето на фашистичка окупација. Јако што знам, потомците на бугарскиот скопјанец денеска се во раководството, во приближното раководство на ВМРО да помараем. Кои беа градоначалници во Битола, во Прилеп, во Кавадарци, во секој град во Македонија? Да се запрашаме кој беше кмет во 41-45 година по селата, кои беа директори на јавните установи, кој беше директор на радиото, кој беше директор на Народната библиотека, кој беше директор на сите институции кои биле поставувани во Македонија. Само да си го одговориме тоа прашање, не треба понатаму да одиме, ќе се шокираме од имињата и презимињата кои биле активни, да наречеме соработници, на таа бугарска фашистичка окупациона сила, а чии наследници до ден денеска живеат во Македонија и најверојатно зборуваат против Бугарија и кажуваат колку се антифашисти по дефиниција тие. Значи, ние имаме една структура, практично целата власт, целата структура на власт била поставена од локални македонци. Јас дори мислам, ако ние направиме една кратка споредба, денеска во Македонија, во македонските градови има помалку македонски градоначалници, отколку што во време на бугарската фашистичка окупација имало локални македонски градоначалници. Зборувам и за целосна структура, затоа што тука има многу и директори, началници, подначалници, и заменици началници и сето тоа. Одиме понатаму. Како мини споредба. Кога доаѓа Кралска Југославија, во Македонија донесува негде околу 40.000 колонисти од Крајна, од не знам каде, од Босна, им ја дава најубавата земја во Македонија на тие колонисти. И тој проблем на колонистите, постојано и комунистичката партија го истакнувала, вие се сеќавате Методи Шатолов, тоа на Петата земска конференција го истакнува. Меѓутоа и на граѓанското општество биле проблем, затоа што најбогатата земја ја држеле тие колонисти. Кога доаѓа бугарската комунистичка партија, бугарската фашистичка власт, негде 35 до 40.000 срби се товарени на возови и на коли и се протерани од Македонија. И во таа насока, она што е интересно, целата таа земја е поделена на македонски земјоделци, на македонски селани. И најголемите, да речеме, најголемите такви, и тоа е практично најголемата денационализација најголемата аграрна реформа која македонскиот народ има доживеано најверојатно во својата историја. Најубавите парчиња земја не се давани на некој од Бугарија, туку се давани на локалното население. И убаво е, затоа што гледам според податоците сум видел дека најголема таква земја е поделена во околината на Скопје,
Пелагонија, Света Николе, ова Овча поле. Убаво е вака тука Скопјани кои сега продаваат градежни парцели и го монетизираат земјиштето од земјоделско градеж во околината на Скопје, затоа што тогаш било Скопје мало, нели, практично земјоделско земјиште било денеска во многу од тие населби кај што денеска имаме град, нели, да подпрашаат малку дома од каде им е земјата и така. Јас на времето кога формирав ВМРО 90-та година, таму се сеќавам во Лисиче, многу од тие денешни патриоти кажуваат дека земјата им е од бугарите поделена. Меѓутоа со тек на времето очигледно некои мемории слабиат и луѓето забораваат, нели, што им се случило и од што станале, нели, луѓе. Значи, тоа што се однесува на земјоделието. Втората работа што се однесува на образованието, исто тема која никој не ја зборува во Македонија. Во времето на Караџорџева Југославија, образованието во Македонија се држало на многу ниско ниво. Тоа се однесувало и на Косово, на албанците и на овие поробени територии. Важела максимата, нели, прост народ, силна држава. Што значи тоа ниско образование? Тоа значи дека мислам дека од четврто до осмо одделение дури прашање дали имало 3-4 училишта во цела Македонија. Осмолетки имало, не осмолетки, од прво до четврто имало, да речеме, по едно на општина, да речеме, замислете, Кочанска општина, едно училиште од прво до четврто одделение, што значи дека ако е некој во градот може да го прати детето, меѓутоа за селата околу нив останува, значи, мисловна именка да се школува детето, значи една комплетна стратешка неписменост во широки размери, а образование е само символично. Кога доаѓа бугарската окупациона сила, значи, не само што масовно се отвараат од прво до четврто, туку масовно се отвараат осмолетки, масовно се отвараат гимназии, прогимназии, специализирани средни училишта. Некој циник може да рече, да, ама со тоа ги учеле на бугарски јазик. Да, ги учеле на бугарски јазик, ама зошто па претходно србите направиле школа па да ги учат па и на српски јазик, а конечно во една гимназија децата не учат само бугарски јазик, туку учат и математика, учат и хемија, учат и физика. Значи, имаме една општо образовно подигање на населението во државата и конечно имаме стручни отварање на, да речеме, на средно медицинско училиште, на земјоделски училишта. Значи, има една преродба во образованието што помага Македонија за тие 4 години сепак квалитетно, цивилизацијски да се издигне цел еден степен од онаа што претходно било во Кралска Југославија. И едноставно зборот што ми е? Да престанеме со тоа лицемерие, да се подзапрашаме и едноставно да видиме дека имаме масовна комуникација и масовна интеракција меѓу македонското население, кое се чувствува многу послободно отколку онаа што било претходно со Кралска Југославија. Сега некој циник ќе рече, зошто не учеле, зошто не им дале да учат македонски јазик и писмо во школите. На вако цинично прашање можам само цинично да одговорам, можеме да ги обвиниме зошто не им дале и мобилни телефони, нели? Мобилни телефони не им дале затоа што не постоеле мобилни телефони во тоа време,
а најверојатно од таа причина не им дале ни македонски јазик и писмо да учат, затоа што колку и да се правиме тука повторно со амнезија, забораваме дека македонската интелигенција до Аснам 45 година не нашла колективна сила да направи собствено македонско писмо и собствен македонски јазик официализиран или кодифициран. Така што тешко можете да обвинувате некого зошто не му го дал тоа, кога тоа нешто не постоело како такво нешто. И ние денешната проекција ја проектираме нели во минатото. Конечно, тоа е масата на луѓе, на граѓани. Ајде сега накратко да се задржам за онаа што ние до сега го доживуваме како единствена историја на македонскиот народ во Втората светска војна. Тоа е нели македонските напредни комунистички сили, напредни борци против антифашизмот. Повторно сакам да зборувам за таа митологија за масовен влез на македонскиот народ во народно-ослободителното движење. Патиме од тоа, гледајќи ги големите партизански филмови, иако нели во кои гледавме Бата Живојневиќ, во секој филм убиваше сам по стотици илјади германци на секој филм. Секоја недела во битката на Отпишаните гледавме големи експлозии и по стотици мртви во Белград. Да не зборуваме за други битки на кои се изнагледавме. И сега која гледаме реалноста која произлегува од нели рушењето на митовите во бивша Југославија, едноставно сваќаме дека после крајгова 1941 година Србија и Белград се најмирните делови на бивша Југославија, во која нема никаква партизанска акција. Сваќаме дека во Белград од 1941 година до 1944 година нема ни еден германец убиен, иако ние на Отпишаните паѓавме во несвест секоја петок или недела, не се сеќавам како таму српските партизани се бореле, а ние не сме се бореле тука. Па сега одеднаш сваќаме дека Ужице го ослободиле четниците, а не партизаните. Па исто така сваќаме дека славниот 27 март нечено пакт боле, како беше тоа, боле роб него пакт не го извале југословенските комунисти, туку го извале српските националисти. Па сваќаме дека на територијата на Србија цело време четниците се побројни отколку партизаните. Па сваќаме дека во Босна и Херцеговина се води најсуровата граѓанска војна во Втората светска војна меѓу хрвати, муслимани, срби, партизани. Па сваќаме и научуваме дека партизаните исто така во периодот 42-43 година правеле масивни корења по Црна Гора и по Босна, и покрај тоа што колењето им беше својствено само во нашите учебници за четниците, тоа веќе има и име, се нарекува лево скретање или лево скршнување, кога партизаните практично биле колачи на населението кој не сакало да оди со нив по Босна и Херцеговина, и многу други митологии од таа југословенска армија. Сваќаме дека во сите офанзиви главната победа на врховниот штаб и на Тито биле тешки масакри на тие партизански сили што ги имале. Единствената победа било што врховниот штаб со 20 раководители успеал да се извлече и да спаси жива глава. Сваќаме дека секоја битка од стратешки аспект е катастрофа,
Сваќаме дека во битката за Неретва партизаните се договориле со германците и главниот удар практично испаднал после тоа против четниците, а не против партизаните. И многу од тие лажни митологии со кои сме растеле. И така доаѓаме до нашата голема приказна да не бидеме подоле од другите, нели, југословенски народи, нели, за нашата голема македонска борба. И од каде да почнеме во таа македонска борба? Прво, тука правиме една фикција, која едноставно човек не знае како да ја коментира. Денеска кога се зборува за Втората светска војна, ние спојуваме националната борба со фашистичката окупација. Значи, секој што бил во партизаните, тој бил антибугарин и единствената цел била националното ослободување. Тоа воопшто не одговара на вистината, не само македонска, туку и југословенска, затоа што фактите јасно зборуваат дека така наречената комунистичка борба против фашизмот во Југославија почнува од чисто идеолошка причина, не од национално-ослободителна причина. И за тоа има многу јасни факти. Вие постарите се сеќаваат дека ние учевме Втората светска војна почнала 1941 година. Зошто тоа го правевме? Знаете зошто? Затоа што од 1939 година, кога почнува реално Втората светска војна, Советскиот сојуз со Сталин е најголемиот сојузник на Хитлер. Година и 8 месеци Сталин и комунизмот е најголемиот сојузник на Хитлерова Германија. Тие заедно влегуваат во Полска и после пактот Рибентроп-Молотов Германија влегува и освојува половина Полска, а во исто време Советскиот сојуз влегува и освојува половина Полска, влегува во Финска, влегува во Балтичките држави, Естонија, Латвија и Летонија и ја окупира Бесарабија. Значи тоа е еден договор за поделба на Европа во тие два идеолошки кобајаги во тој момент противници, а потоа и реални противници. Што ми беше зборот? Каде е Југословенската комунистичка партија во тој период? Каде е Бугарската комунистичка партија? Значи, од 1939 година па до нападот на Советскиот сојуз, тие две комунистички партии, и сите комунистички партии молчат, затоа што нивниот основач, Советскиот сојуз, е во пактот внатре. Конечно, има уште еден покарактеристичен момент. На 6 април Германија ја распарчува Југославија. Југословенската комунистичка партија не се спротивставува. Југословенската комунистичка партија молчи. И таа вери, дајте тие да се борат, кога ќе се борат, ние после ќе ја земеме власта. Јасни се документите. Тоа се скоро 2 месеци, каде што Југословенската комунистичка партија не само што молчи, туку тоа е време кога комунистите кои се во затворите, кога доаѓаат фашистите во Југославија, ги ослободуваат комунистите од затворите. Шпанските платеници кои биле во логорите по Франција, секаде кај што влегува германската окупациона фашисти, ги ослободуваат шпанските платеници да се вратат назад во земјата, затоа што секи се тие сојузници. Значи, тие 2 месеци се најиндикативни дека немаме ние тука обид за национално ослободување. Ние имаме борба за класна борба. И јасни се сите документи на Југословенската комунистичка партија и на Македонската комунистичка партија, тогаш покрајински комитет, дека целиот отпор кој се прави против фашизмот, дали е тој германски, италијански, бугарски или не знам каков, е од класни причини, затоа што им е нападнат Советскиот сојуз и тие, како агенти на Советскиот сојуз, имаат обврска морална да влезат во одбрана на нивните покровители. И тоа е основата која денеска, кој сака да ја провери, е лесно проверлива. Негде дори 70-тите години во терминологијата на Југословенската комунистичка партија
почнува полека да опаѓа класниот момент, а се истакнува националниот момент, меѓутоа историјата не можете да ја очигледно избришате што претходно била. И сега доаѓаме до фамозниот отпор на Македонската комунистичка партија. Јас неколку пати досега во јавноста сум кажал дека најголемата мистерија која треба да се образложи и објасни за да ја сватиме нашата македонска вистинска историја е фактот што 1941 година, кога Бугарија влегува во Македонија и ја окупира, нели го користам тој термин, Македонската комунистичка партија, без да чека, односно Покраинскиот комитет во тоа време, се уште не е комунистичка партија, Покраинскиот комитет едногласно, мислам со еден глас против на, не се сеќавам, некои од српските кадри во Македонија, значи сите македонски кадри што се во Македонија, гласаат да се Македонската Покраински комитет одјави од Југословенската комунистичка партија и да се приклучи на Бугарската комунистичка партија. Сето тоа беше толкувано досега дека му текнало на методи Шаторов-Шарлов и само тој беше предавникот, нели така, меѓутоа за жал денеска имаме премногу јасни факти со кои ни е јасно дека целата комунистичка партија донесува едногласна одлука. И го поставувам прашањето, зошто на комунистите во тоа време им требаше да се отпишат од југословените и да се запишат со Бугарската комунистичка партија. Конечно, под притисок на Тито, Коминтерната бара Методи Шаторов да се смени. Повторно мистификација дека доаѓа Лазар Кулишевски. Лазар Кулишевски во тоа време нема никаква врска со Македонија. Тој доаѓа еднаш па си заминува од Краговец назад во Србија. Нов секретар е Бани Андреев. За кратко време, повторно Југословенската комунистичка партија му префрла на Бани Андреев дека го зазема курсот на Методи Шаторов-Шарлов и повторно не прави ништо да го организира народно-ослободителното движење во Македонија. Значи, повторно ни се повторува приказната на Шарлов. Конечно, ако го гледате изјавите на Темпо, кон крајот на 1942 година, во Врховниот штаб на Југославија кој се наоѓа во Босна, констатира дека тие немаат никаква комуникација со македонските комунисти и решаваат да го пратат Темпо да воспостави комуникација со македонските комунисти. Темпо доаѓа, значи, негде во февруари или март 1943 година и тоа е, значи, пазете, почеток на 1943 година е првата комуникација, некаква комуникација меѓу Врховниот штаб на Југославија со македонските комунисти. Го цитирам Темпо, ако тој лаже, лажам јас. И што е интересно, тој во август, значи 1943 година, праќа еден извештај до главниот штаб на Тито. Во тој извештај, што може да се најде во архивите, тој вели вака. И во живо има давано интервју дека и до 1943 и после тоа во Источна Македонија нема никакво партизанско движење. Меѓутоа, вели, до 1942 година во Македонија имало 6 одреди по 10 до 15 партизани, кои сите до еден биле разбиени во разни битки со бугарските фашисти. Само еден се спасил, тоа е Битолскиот, мисли че Даме Груев се викал, а се спасил затоа што побегнал во Албанија, односно во албанската окупационна зона. Значи, практично, ние
До 1943 година имаме негде околу 70-80 партизани, од кои, пазите, не сите македонци, затоа што во партизаните има и бугари, дезертери, има и албанци, има и понекои србини, има и италијани дори. Втората димензија вели, а сега вика има неколку ударни групи по 70-80 луѓе. Ово извештај на Темпо го поклопувам со информацијата која ни ја дава и Венко Марковски, жена му Филомена Марковска, кои во истиот тој период 43 година доаѓаат во Македонија да бидат партизани од Софија, кои велат дека тие кога дошли 43 година во Македонија имало само 83 партизани. Значи двата извештаи на Темпо и на Венко Марковски се горе-доле исти, дека 43 година има негде околу 80 на партизани кои се борат против фашистите во Македонија. Значи, едноставно сакам да се соочиме со нашата реалност за славната и голема битка и за големиот антифашизам. Не сакам да навлегувам во 44-та година масовната мобилизација кога германските сили бегат, тоа е сосема друга слика. И да зборувам за едно време кога се уште треба да се 43-та година е јака година за борба. Има уште еден момент. Првиот партизански одред е формиран на 17 или 18 август на Славеј планина и тоа е денот кој денеска го славиме како ден на македонската армија и тогаш е формиран првиот македонски батальон. Сега не можам да не кажам една споредба која во Македонија исто така е избришена од македонската современа историографија, а тоа е четничкото движење на Дража Михајловиќ во Македонија, кој како да е избришено од нашата историографија, немаме потреба да го коментираме. Имено, ако првиот мореодред, батальон на Славеј планина 18 август, ако првиот батальон кој е формиран со негде 80 луѓе, 18 август, го споредиме со што е тоа што го имаат четниците македонски, ќе видиме дека малку треба да се загрижиме и малку да се подуплашиме, затоа што пред партизаните да го формираат својот прв батальон, на територијата на Македонија постои така наречен Вардарски четнички корпус, кој има два дела. Има еден во Јужна Србија, тука Прешево, Бујановац, 2 бригади, меѓутоа има 2 бригади кои се наоѓаат на територијата на Македонија, Кумановско и Кривопаланачко. И има плюс цела бригада четници во Поречје, и има обид да се формира втор корпус, меѓутоа, освен одредени сили што успеале да ги соберат во Прилепско, битолчани се покажале многу цврсти, не нашли никаква потпора во Битолско, меѓутоа не можеме да не спомнеме дека само четничкиот корпус, четничката бригада во Порече или само Кривопаланечката четничка бригада имаат повеќе партизани од сите други партизани што постојат во Македонија. Тоа се за жал неубави факти, ама подобро да ги анализираме и да ги спомнеме, за да не се занесуваме премногу и да не си правиме филмови од типот на Бата Живоиновиќ и сите оние лажни приказни кои се наслужавме во Југославија. Така, едноставно да измериме каде биле повеќе македонските граѓани во тој период на Втората светска војна.
И конечно, кога спомнав четничкиот вардарски корпус, со кои партизаните воделе неколку битки, за кои битки денеска нигде не се спомнува ништо, и партизани гинали и во битки со четниците во Македонија. Има една таква доста голема битка има што е многу изненадувачки во Струмица. Во Струмица имало четници. Карактеристично е за четничките единици во Македонија што во 95% биле составени од македонци, просрпски ориентирани, тук таму по некој србин кој не се иселил претходно, додека партизанските единици биле составени и од македонци, и од срби, и од албанци, и од италијанци дезертери, и што е многу интересно, од бугари кои дезертирале и биле партизани. Токму тоа е добар пример дека фашизмот и комунизмот немаат етнички придзнак, затоа што такви големи единици на бугарски комунистички дезертери има и дури во Јужна Србија, во Поморавието, каде што бугарите држат. Има писма од Тито, кај што вели бугарските партизани подобро се борат од српските партизани. Има такви извештаи. Еден таков карактеристичен имаме цел батальон Христо Ботев, кој е формиран на територијата на Македонија под команда на македонскиот главен штаб. Батальонот Христо Ботев во февруарскиот поход заедно патува со третата ми се чини македонска ударна бригада. И знаете што е најголемата битка на славниот февруарски поход? Најголемата битка на славен февруарски поход е на крајот, во завршницата, кога македонската третоударна бригада и бугарскиот партизани Христо Ботев негде таму во Кумановско, негде кај Пчиња, се пресметуваат со вардарскиот четнички корпус и тука го разбиваат вардарскиот четнички корпус. Чудна работа, ниеднаш не сме го одбележале во овие децении на слобода таа голема битка. Тоа е една од најголемите битки до 1944 година, крајот, нели, меѓу на македонските партизани во Втората светска војна. И конечно, да не заборавиме дека после обраќањето на крал Петар, кога ги продаде, нели, четниците, кога крал Петар ги повикува четниците да се стават под команда на Тито, во Македонија ние имаме ваква ситуација, каде што, да речеме, четничката бригада станува партизанска бригада и овде на Скопската четничка бригада исто така се пременува во партизанска бригада. Значи, буквално од четници стануваат партизани. И немаат проблем. Дори имаме, да речеме, една ваква интересна момента. Еден од тројцата, четворицата најглавни луѓе организатори на четничкото движење во Македонија е Божидар Видоевски. Значи, без проблем човекот од 41 до 44 година е четник и вели дека нема македонци, дека македонците се срби, дека македонскиот јазик е српски јазик. После 45 година нема никаков проблем тој човек да стане академик и заедно со Блаже Коневски да биде главниот татко на македонскиот јазик. Тоа е вака прашање, вака што треба да не замисли ако размислуваме малку со своите глави. И така, тоа е таа четничка приказна.
И конечно, да не должам многу, на крајот самото ослободување и тоа настана проблем. Факт е дека после капитулацијата 9 септември бугарските комунисти поминуваат на страната на Црвената армија и факт е дека по наредба на Црвената армија сега новата бугарска армија, комунистичка, прокомунистичка, влегува во битката за ослободување од германците. Во таа голема приказна за ослободување од германците и борбата со германците за ослободување, повторно има една мистификација и кај македонските партизани и кај бугарските новопечени комунисти. Фактите се јасни. Германците со својата месечина армиска дивизија полека се повлекуваат од Грција и како што доаѓа колоната, тие се повлекуваат од град во град, од град во град, од град во град и практично, ако сакале да се борат, најверојатно ниеден град немало да биде ни ослободен, туку едноставно, како што поминувала армиската дивизија, тие се пакувале и се селеле нагоре, прво према Србија, потоа према Хрватска и нагоре. Меѓутоа, каква и да е таа лажна митологија, во целата таа ситуација, наредбата на Црвената армија била да се напаѓаат тие единици за да се задржи, што поскоро да стигнат во Германија и да го бранат, да бранат Германија. И тука се јасни фактите дека бугарската армија учествува во сега тоа така наречено ново ослободување од германците во многу градови. Значи, една големи дивизии влегуваат преку Струмица, преку Делчево, преку Крива Паланка и тоа е факт и тоа се факти, учествуваат во ослободувањето на сите тие градови, во Куманово, во Скопје ги водат главните битки. Нема потреба од лажење. Не знам зашто толку имаме мерак да ја лажеме и да ја мистифицираме историјата. Тие сили понатаму после продолжуваат горе према Ниш. Србите денеска се признаваат дека во ослободувањето на Ниш, на Белград учествуваат бугарски единици. Ако србите може да си го признаат тоа, зашто ние да не си го признаеме? Значи, еве, тоа е така едно мое видување, кое се надевам ќе помогне малку да се расчистат некои мистификации околу Македонија во Втората светска војна. Ви благодарам.